Дали спаѓаме меѓу кротките? Интересно, кротоста како особина, самиот Бог смета дека е толку важна, што решил да ја врста, да ја смести во овие 7 блаженства. И овде помеѓу сите овие нешта се вели блажени се кротките, бидејќи тие ќе наследат земјата. Со други зборови, кога Исус повторно ќе се врати на земјата, ќе останат само кротките. Ако не си помеѓу нив, тогаш не очекувај да бидеш таму. Оние кои што се насилници, оние кои што се стремат за раздори, оние кои што се гневат, оние кои што се полни со горчина, кои што не спаѓаат во оние со кроток дух, нема да бидат таму. И овде ми е јасно нагласено, гледаме, ова особина е толку важна, што треба да ја имаме, за ако сакаме да ја наследиме земјата. Дури ако читаме понатаму, ќе видиме дека кротоста се наоѓа и во оние 9 плодови на Светиот Дух. Знаете, кога апостол Павле зборува за Свети Дух, што тој прави во нас, тој најнапред зборува за негативните особини. И зборува за тоа какви се делата на телото или последиците од телесните страсти. И кажува дека таму се разврат, таму се, неморал, таму се пијанства и други работи, раздори. Но вели, спротивно на тоа нешто, оној кој што дозволува Светиот Дух да го води, во него ќе бидат произведени овие плодови. И се набројани плодовите на Светиот Дух: љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, и овде ја имаме повторно кротоста. Кротоста и самоконтролата. Дури ако ги проучуваме, ќе видиме некако тие како да се испреплетени. Самоконтролата некако е како, можеби, нераздвоен дел од кротоста. Бидејќи оној кој што е кроток се контролира себе си, да гневот не го испрва. Љубезноста исто така можеме да кажеме дека е дел од кротоста. Љубовта во себе си ја содржи кротоста, бидејќи не можеме да кажеме дека човек кој што е насилен е човек кој што има љубов. Кроткиот човек е човек кој што е исполнен со добрина. Така да некако кротоста се прелева во голем дел од овие особини, но таа е издвоена како посебна. Во 9 плодови на Свети Дух таа е овде присутна. Ја наброена и ја имаме овде. Сега, кога зборуваме за кротоста, како би ја опишале вие, како би ја дефинирале? Има погрешни размислувања за кротост. Кој ќе кажеме овој човек е кроток човек, како го замислуваме, како неговиот карактер би го опишале? Што подразбираме по кроток човек или кротка жена? Добар човек. Само толку, нешто повеќе? Не кажете. Добро. Кротоста понекогаш ја замислуваме во некаква крајност како човек кој што е пасивен, човек кој што уста нема да отвори, човек кој што мравка не би изгазал, кој што на ништо не реагира. Дури понекогаш кроткиот човек го опишуваме малку и негативно. Дури сакам да кажам, тај е многу кроток, тај да, кроток, ти да го тепаш нема да ја реагира, да гледа се случува било што, само ќе кјути. Кроток. Дури кроткиот човек го сметаме за некаков мекуш, за слабак, за некој кој што не знае ниту да отвори уста, ниту да се одбрани, ниту да реагира. И некако станува, можеби, особено во овој свет, како негативна особина. Но ќе видиме преку проповедите дека воопшто не е така. Кроткиот човек воопшто не е човек кој што молчи на неправдата. Кроткиот човек не е човек кој што нема во себе си сила или кој што не е храбар. Кога ќе разгледаме некои личности од Библијата, ќе видиме дека е спротивно на тоа нешто. Дури дефиницијата која што ја најдов, една од најубавите дефиниции за кротоста, вели кротоста е сила ставена под контрола. Зборот што е употребен овде за кроток, кротките луѓе или кротоста, она што го истражува, пишува дека тој грчки збор се употребувал во тоа време исто така и за коњ кој што е скротен или животно, за скротување на едно животно. Така да
Еден конј воопшто не значи дека нема сила во себе си. Воопшто не значи дека тој конј не може да направи ништо. Но тој конј е издресиран и е научен да својата сила, својата природа или темперамент го стави под контрол. И да биде послушен и да биде корисен. Така да кога една голема сила, како што е силата на еден конј кој што има способност да трче, да влече, ќе биде издресирана, ќе биде всушност ставена под контрола, тогаш знае да биде корисна. И затоа кротоста треба да ја гледаме во таа насока. Во Библијата се спомнуваат по име, само колку што знам, две лица. Едно од Стариот Завет, едно од Новиот Завет, кои што се наречени кротки, за кои што им е даден овој епитет. Можете ли да предпоставите која е личноста од Стариот Завет? Дури не само што се зборува за ова личност дека е кротка, за неа пишува дека беше најкротката личност на земјата. Значи, го носи првото место по кротост. Не ви текнува. Ајде да погледнем. Во 3 Мојсеева 12 глава, 3 стих, ако читате, пишува за Мојсе, вели, а Мојсей беше најкроткиот човек меѓу сите луѓе на земјата. Не знам дали го замислувате Мојсей како таков, но интересно, самата Библија, значи Бог ни го опишува Мојсей како кроток и тоа најкроткиот човек. Сега, интересно е што кога зборуваме за Мојсей, тука можеме да научиме повторно за кротоста една интересна работа, еден факт кој што е значаен, е тоа дека кротоста не е нешто кое што можеме да го произведеме со наши сили. Кротоста е дело, како што и претходно зборевме, плод на Светиот Дух во нас. Бидејќи природно, Мојсей не беше кроток човек. Да се разбереме. Ако на самиот почеток го анализираме Мојсей, пред тој да се предаде на Духот Божи, пред да дозволи Бог да го обликува како грнчар од глината, Мојсей беше човек кој што избунуваше многу лесно. Дури читаме на почеток, кога тој нели беше се уште во Египет, читаме кога Мојсей виде како нели еден египтјанин бие јудеец, израелец, кој скокна и што направи? Го уби. Гледате, ако Мојсей беше кроток, тој ќе дојде и ќе рече, абе чекај, не треба така, не треба, чекај, ајде смири се, ела вам да поразговараме, што правиш ти? Гледаше дека тоа не е убаво, не е добро насилството. Мојсей дури имаше авторитет, тој беше посинет од фараоновата керка, тој можеше да реагира на друг начин. Но тој во моментот импулсивно се разгневи, скокна и го уби египтјанецот. Мојсей беше на почеток гневлив човек. Па сепак, подосна, кога читаме за Мојсей, гледаме дека неговиот темперамент е променет. Откако Мојсей мораше да избега кога го изврши убиството, отиде во пустината и тој там помина 40 години. 40 години тој се учеше да го менува својот карактер. Бог го менуваше и го подготвуваше за една важна задача. А тоа е да го избави израелскиот народ од Египет. И во сите тие, да кажеме, негови делувања и во таа негова позиција на водач на израелскиот народ, верувајте на Мојсей како му беше потребна кротост. Мојсей требаше да се занимава и да се справува со 2 милионски народ, кој што беше многу тврдоглав, многу своеглав и многу бунтовен. Во една таква ситуација, ако не сте кроток, може да се случат многу погрешни работи. И гледате, Мојсей кој што претходно беше избурлив, сега кога Бог го повика да се врати назад, Мојсей реагираше по еден многу поинаков начин. Кога целиот израелскиот народ се подигна против него, против водството на Мојсей, и рекол, кој е па овој Мојсей нас да ни зборува? Па што се он замислува? Што се прави он главен? Знаете, Мојсей можеше да реагира во такви ситуации, да побара Бог да го уништи целиот народ во неговиот гнев. Мојсей можеше да каже, па сега ќе ви покажам кој сум јас. Вие знаете дека јас сум избран од Бога. Но не, наместо тоа Мојсей паѓаше на колена и молеше за народот. И прашуваше, Господи, што да правам, помогни ми. Мојсей затоа е наречен најкроткиот човек на земјата.
Но и самиот тој, иако најкроток, имаше ситуации кога дозволуваше неговиот темперамент да излезе на површина, а не Божиот дух во него. Имаше ситуации кога веќе не можеше да издрже на роптањето на својот народ, што во една прилика тој се изнервира, се разгневи и наместо да и нареди на карпата да потече вода, тој удри по карпата. И тогаш ќе направи неговата најголема грешка и заради тоа Бог му кажа: поради ова нешто нема да влезеш во ветената земја. Може да замислите затоа што дозволи наместо кротост да излезе тој темперамент во него. Па сепак зборевме за тоа дека прво можеме да научиме со Мојсей дека кротоста не е нешто што природно доаѓа од нас. Во нас природно доаѓа гнев. И сите ние сме го искусиле тоа. Кога нешто сме онеправдани, кога ќе ни направат нешто, кога ќе не чекнат, нели, за нашата кожа, ние реагираме бурно. Сетете се на ситуации кога некој ве навредил, или кога за некој сте правеле толку многу добри работи и доаѓа кај вас или враќа со нешто лошо, или ќе ве понижи пред сите. Ви доаѓа да го фатите за шија и да го ударите. Ние обично дозволуваме таа наша природа да излезе од нас. Како родители исто често пат, јас морам да признам дека тука сум многу слаб како родител. Мајките веројатно покажуваат повеќе сочувство, повеќе трпеливост према децата. Ние татковците сакаме веднаш право да казнеме. Кога ќе се случи нешто, кога ќе направи некој нешто дома, дали дури да е ненамерно, веднаш право од кај нас се појава тој гнев право. Сега ќе видиш, има ќотек да изеде сега. Јас за многу пати во мојата, како да кажам, огорченост или разјареност кога некој детска ќе направи нешто лошо, знам дури Даниела ме кара да претарам во казната. Ако било некој мал инцидент, јас кажам: еден месец нема да излегуваш од дома. Дури знам понекош и година да забранам. Потоа се викам: чекај бе, шо правам јас? Нели, претерав. Наместо да кажам, нели, ова вечер ќе си седиш дома, или наместо да кажам 2 дена нема телефонот да го имаш. Ако не ме послуша веднаш во моментот, јас право велам: еден месец нема телефон. И после си велам: не, претерав малку. Но гледаме дека и Мојсей овде кротоста ја доби благодарение на тоа што беше во присуството на Божиот дух. И друга една работа, зборевме за тоа дека кротоста воопшто не значи недостиг на храброст, воопшто не значи да се однесуваме како некаков глушец кој што се скрил во дупката и само таму кроти и страх го да каже било што. Некои христијани ја користат оваа особина кротоста за да се изговорат себе си или да се извлечат себе си, да се иземат себе си од ситуации во кои што треба да реагираат, а не реагираат. Знаете, често пати кога ние гледаме неправда, ние си молчиме, или кога треба да заштитиме некого, кога треба да зборуваме во име на вистината и да бидеме храбри пред сите луѓе, ние само си молчиме. Кога можеби треба да сведочиме за Исус, а нас ние срам, ние си молчиме. И кога некој ќе ни каже: добро, зошто не реагираш? Ние велиме: па јас сум таков кроток по дух. Нели, јас сум си кротичок, крот тако сум, нели? Па нели тоа е убава природа да бидеш кроток така, нели, смирен, повлечен. Но кротоста не е тоа. Видите, Мојсей беше наречен најкроткиот човек на земјата. И сепак Мојсей ја имаше храброста и доблеста да застане пред кој? Пред фараонот. Знаете ли дека во тоа време Египет беше најмокното царство на светот? Значи беше најголемата сила непобедлива, како што денеска да кажеме Америка. И сега Мојсей застанува пред овој човек кој што има власт да гази се пред себе, на кој што никој ништо не му може. И Мојсей доаѓа пред фараонот. И знаете што му вели? Вели: извини, јас сум недостоен, те молам, немој да ме убиеш, ама јас вака, ја не би сакал да сум тука, ама ете, Бог ме прати, ќе ти пренесам нешто, немој да се наљутиш. Ќе те замолам, ако не ти е проблем. Еве ако не ти е проблем да го пуштиш мојот народ, ќе те замолам. Ако ти е проблем, то ништо, јас ќе си одам. Не, Мојсей не постапи така. Мојсей дојде пред фараонот и му кажа дури во форма на наредба: пушти го народот мој. Па за ова, верујте, треба храброст. За ова, верувајте, треба доблест да застанеш пред најмокниот човек на земјата. Затоа, Мојсей еден пример дека кротоста
не е слабост, кротоста не е пасивност. И затоа гледаме дека ние можеме да се научиме од Мојсија. Ова е старозаветниот пример или ова е личноста од Стариот Завет, која што по име го носи епитетот кроток. Се рековме има две личности за кои што е кажано директно во Библијата дека се кротки. Знаете ли која е втората личност што се наоѓа во Новиот Завет? Исус, браво! Исус. Исус за себе си зборува, ако читаме во Матеј 11 глава 20 стих, вели: земете го мојот јарем на себе си и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце. Еве, ово читаме во Матеј 11 глава. Интересно е што овде Исус, кога зборува за себе си, тој кажува дека тој самиот исто така е кроток. И овде ќе видиме, ќе ни помогне личноста на Исус, неговиот карактер, ќе ни помогне да разбереме што всушност означува да си кроток. И кога зборуваме за кротост, ќе видиме дека Исус не му не достигаше храброст. Исус не му не достигаше спремност да реагира на онеправданост. Дури Исус во одредени ситуации реагираше по малку и дрзок начин. За нас може би си кажеме и претеран. Се сеќавате кога Исус дојде во храмот и што биде таму? Наместо храмот да биде место на молитва, си го направиле пазар. Си поставиле тезги таму, менувачни си направиле, продаваат, не знам, животни продаваат за во храмот за жртвување, менуваат пари, различни работи. Абе, пазар, бизнес си прават. И Исус зеде бич, направи еден камшик, таму од врвци, и почна со него да мава по тезгите, дури ги испреврте тезгите и ги изгони сите од таму. И кажа, домот на мојот татко е дом на молитва, а не разбойничко гнездо. Гледаме дека Исус, кога имаше потреба да реагира, тој реагираше. Но ќе си кажеме, па добро, каде е тука кротост? Сега, Исус ќе видите дека овде не реагираше импулсивно. Тој не реагираше во афект, во некаков гнев, го видел сега и се изнервира во моментот. Исус го направи ова плански. Исус, кога ја видел оваа ситуација, најнапред отиде и направи бич, направи камшик, и потоа дојде и ги изгони овие луѓе. Значи, Исус имаше план, смислил план како да го изведе ова нешто. И не го направи во афект, во моментот, без да размисли, без да испланира. Исто така гледаме дека Исус реагираше во многу ситуации таму каде што требаше да зборува за вистината, за правдата. Исус зборуваше храбро. Тој отворено се спротивставуваше на фарисеите, на лицемерите, на садукеите и зборуваше кога требаше да брани онеправдани луѓе. Исус зборуваше во одбрана на вдовицата, зборуваше во одбрана на жената која што требаше да биде каменувана на блудницата. И тој тогаш истапи и реагираше, но реагираше со кроток дух. Што можеме да научиме овде од Исус? Да имаме праведен став. Да си кроток не значи да молчиш на неправдата. Ние можеме да реагираме, но треба да научиме да реагираме со кроток дух. Да бидеш кроток значи да реагираш смирено, да реагираш во љубов, а не во гнев, каде што неконтролирано понекогаш ние можеме да нанесеме повеќе штета отколку добро. И сепак Исус во својата кротост тој не изостана да реагира кога требаше да реагира за правдата и за вистината. Исус реагираше кога требаше да застане на страна на онеправданите, на слабите. Исус знаеше да покаже и храброст и сила кога таа беше потребна. Застануваше и знаеше да го употреби својот авторитет. Дури не само во однос на луѓето, туку во однос и на подземните сили. Знаете, кога се соочи тој со оној обседнатиот од Гадара, кој што во себе си имаше еден легион на демони, Исус им заповеда на демоните, рече, одете во свињите, и го ослободи овој човек.
И луѓето научија дека на Исус и демоните му се покоруваат. Иако беше кроток, тој знаеше да го употреби авторитетот кога треба. А сепак Исус ја покаже кротоста кога него го напаѓа. Гледате, може би тоа е една од особините или разликите помеѓу кротоста и пасивноста, кротоста и мекушарството, и мекоста. Да си кроток означува да не реагираш кога тебе ти е извршена неправда, понекогаш да истрпиш кога врз тебе е извршено некакво насилство, неправда, кога ти си неправдан, но да реагираш кога станува збор за другите. Ке приметете, Исус секогаш реагираше кога стануваше збор за другите. Но тој знаеше да истрпи неправда кога беше на негов грб. Па дури кога тој беше напаѓан, кога беше фатен, кога беше бичуван, кога беше тепан, Исус, гледате, овде можеше да употреби и самиот тој кажа: зар не знаеш дека јас можам сега да заповедам и 12 легиони ангели мојот Отец да испрати и да ме заштити? Но Исус не го направи тоа. Исус ја запази кротост. Исус можеше во тој момент само еден збор да каже и сите ќе беа пепелосани, сите негови непријатели на лице место. Можете ли замислите? Немаше еден жив да остане. Само ако решеше да ја употреби својата сила. Исус реши да се контролира. Тој остана кроток. Знаете ли зошто? За да ние го имаме нашето спасение. Веќе, ако Исус не дозволеше да биде однесен на крстот, и ако не ја прифатеше казната за нашите гревови на крстот, ние денеска немаше да бидеме оправдани. Исус остана кроток до самиот крај. Дури знаете ли кој беше описот за него во Исаија 53 глава? Беше кажано како јагне на колене отиде и тој глас не испушти од својата уста. Ако би требало од сите животни да издвоиме едно животно кое што ќе го, да кажеме, представиме како символ на кротоста, кој е тоа животно? Јагнето. Јагне. Ние кажеме, кроток како јагне. Толку е кроток. И Исус го доби тој епитет. За Исус беше кажано како јагне на колене отиде. И не изусти збор, не отвори својата уста. Дури ние имаме на поговорка во македонскиот јазик, велиме: кроткото јагне од две мајки цицаце. Бидејќи кротоста дозволува да се отворат понекогаш и врати и привилегии заради тоа што си кроток, и луѓето ти даваат понекогаш привилегии или ти дават можност да искусиш и други благослови. Да си некој многу што се расправа, што се кара и каже: тргни го. Но Исус ја имаше таа особина на кротост. Прашањето е колку таа особина ја имаме ние кај себе си. Кога зборуваме за кротоста, во колкава мера ние сме дозволиле Светиот Дух да го менува нашиот карактер на тоа поле. Дали се сметаш за кротка личност? Дали, кога зборуваме за кротоста, дали можеш да се препознаеш во ова нешто? Еве Исус, може би како совршен пример на кротоста, ќе видиме дека тој беше кроток и понизен дури до смрт. Тој не изусти и не отвори устата да реагира, иако можеше и дозволи да ја преземе на себе си казната за нашиот грех. Дали во таа мера ние можеме да кажеме дека сме кротки и дозволуваме да ја контролираме чувствата во нас? Втора особина на кротоста е, реков дека зборот што е употребен за кротост, значи кога едно животно, кога еден коњ ќе биде издресиран, кога ќе биде скротен и кога ќе биде научен на послушност. И колко е прекрасно од еден див коњ, замислете, да е припитомен и потоа да можете да видите како тој коњ послушно на командите станува корисно животно и го слуша својот газда, ги слуша командите, може да го гледате како галопира, како прави се што ќе му се каже. Еден див коњ нема никаква корис од него, но коњот кој што е припитомен, тој може да врши многу корисни работи. Сега не ми е целта да кажам дека ние сме
како едно животно, но идејата ми е дека кроткиот човек, кој што се смета за кроток, тој себе си се става под авторитетот на Бог. Но оној кој што не е кроток, тој е бунтовен и спрема општеството, но и најмногу спрема Бог. И тоа е, по тоа ќе познаете исто така дали спаѓате во кротки луѓе. Знаете, кога Бог нешто ќе ви каже или знаете дека треба да го правите, а вие си велите, ќе си терам ја по моја. Да бе, јас сега, там што ми кажуваат у црквата или што пишувало у Библијата, кој ги шиша? Ќе си живеам по моја, вака ми е поубаво. Во тој случај немојте да се сметате себе си за кротка личност. Кроткиот човек, верникот кој што има кроток дух, е верник кој што се става на располагање на Божјиот дух. Верник кој што вели, Господе, ќе послушам дури и кога и ако ми е тешко. Ако Бог каже стани во 5 часот наутро да се молиш, кроткиот човек каже добро Господ. Ако Бог каже со таа личност немој да се распрваш и повлечи се, кроткиот човек ќе каже добро Господ. Знам еднаш мојот пастор кажуваше, пастор Будимир, тој сега е почнал при Господа, тој Господ му зборуваше многу пати преку неговиот дух и кажа дека во една прилика кога требало да влезе во нечи дом, бил повикан да ги посети тие луѓе за да разговара за Господ. Но вели, јас одев со намера дека тие луѓе сакаат да разговараат за Бог, ми рекоа дојди, сакаме да зборуваме да ни кажуваш за Господ. И одев со намера да им сведочам, си земам со себе си Библија, но пред да влезе во тој дом, во таа куќа, Светиот Дух му презбори и му рекол, сега кој ќе влезеш натре, само молчи, немој уста да отвориш. И за него било ова контрадикторно, си рекол во себе си, абе Господи, јас одам там да зборувам, а не да молчам. Но гласот повторно го слушал. Светиот Дух му рекол, кога ќе влезеш натре, само молчи. И знаете што се случило? Тој не очекувал нешто такво, но кога влегол внатре, бил пречекан од семејството со огромна горчина и со лутина. Тие биле подготвени всушност за некаква стапица, го викнале намерно да разговарат, но всушност тие го пречекале со еден куп обвинување, почнале да го напаѓаат, да го вреѓаат, да му зборат различни работи, пцовки, навреди, 300 чуда. И замислете сега како пастор си дојден там, можеш да се браниш, можеш да реагираш, да кажеш кои сте па вие, па не е така, јас ти кажам, но вели, јас бев послушен на Светиот Дух, само молчев. Тие зборува, вреѓа, јас само молчев. И откако се стиша, вели, бурата, се смири се, тие видува дека јас не враќам, атмосферата наеднаш се промени. Немаше поврт од моја страна, немаше исто така оган, немаше од моја страна бура, немаше враќање на гневот со гнев. Тој одлучил да биде послушен на Светиот Дух. И благодарение на тоа што тој одлучил да биде кроток, да молчи, да не враќа на нападите, на навредите, на злото, ситуацијата се смирила и била ставена под контрола. И нештота тргнале на подобро. Но замислите ако и тој вратил со иста мера. Затоа ова значи да имаме кроток дух. Во Изреки читаме во 15 глава, 4 стих вели: кроткиот јазик е дрвот на животот. И нас ни се потребни повеќе такви луѓе. Кроткиот човек, рековме дека е послушен на Духот Свети. Затоа во овој контекст добро е за крајве да се преиспитаме во кои области каде ни недостига кротост. Може би на некој од нас како родители ни недостига кротоста во воспитувањето со децата. Може би на некои сопруги или сопрузи им недостига кротоста во односот на брачниот партнер. Може би премногу лесно се гневат. Кротоста може би ни недостига во однос на послушноста на Светиот Дух. Си тераме по своје наместо да се подчиниме на Духот Божи, тој да не води. Испитете се каде и во кој област ви недостига кротост. Таму каде што ни вали, барајте Светиот Дух да ве менува, барајте Светиот Дух да ве води. Ако во некои работи сте се препознале, побарајте прошка. Кажи: Господе, прости ми, навистина јас во ова нешто не постапувам како ти, затоа што не го следам твојот пример. Нека Бог ни помогне
да можеме и во оваа особина да се менуваме.